Дарот. Имам пријатели кои ги запознав преку моите деца. Врската почнува како изданок од дрво. Потоа расте и може да се пресади и да пушти свој корени. Може да порасне во дрво, понекогаш дури повисоко од првобитното дрво. Така, вие и родителите на другарчињата на вашите деца можете да станете пријатели. Помина многу време од нашата последна среда, па затоа се договоривме да излеземе со децата. Изговорот за да се видиме ние возрастните. Мајката звучеше вознемирено по телефон и почна да ми раскажува за работата. Ја прекинав. Не се јаде добро јадење во брзање. Се поставува масата со порцелански чинии и се ужива во неа. Исто е и со разговорите. Ке зборуваме кога ќе се видиме, и реков. Дојдоа во недела. Девојчињата влегоа внатре за да си играат, а ние веднаш преминавме на главната работа. Мојата пријателка е многу добра во тоа што го работи. Не сум ја видел на дело, но не морам. Преку малите работи се познава колку се добри луѓето, дури и од начинот на кој што ве гледаат. Приказната е долга. Накратко, мојата пријателка работи во голема компанија што го цени нејзиниот придонес, исто и нејзиниот претпоставен. Но меѓу нив се наоѓа друг раководител. Тој, според мојата пријателка, има свој начин на работа и не може да се нарече флексибилен. Неодамна се судриле и тој веднаш и дал споредна улога. Мојата пријателка се пожалила на главниот раководител, кој застанал на нејзина страна. Тројцата се сретнале, а раководителот повторно ја поддржал. Другиот излегол од игра, имале важна презентација за големиот клиент и претпоставенот намерно ја оставил сама да ја заврши работата. Но презентацијата сепак поминала многу добро. Мојата пријателка и нејзиниот маж беа навистина загрижени. Сега работата и станала многу тешка, како и нејзината секојдневна рутина. Тоа што јас го слушнав беше сосема поинаква приказна и затоа почнав да се смеам. Зарем не свеќаш, реков. Што да сватам, збунето ме праша. Ало, типот кој го загрева столчето за тебе. Мене ми изгледа дека најбрзо твојот претпоставен ќе стане дел од историјата, а неговото работно место ќе биде твое. Тоа се нарекува унапредување. Новиот клиент ќе побара ти да бидеш главна на проектот. Ќе направеше презентацијата ако твојот претпоставен не се повлечеше? Не, збунето одговори мојата пријателка. Треба да му пратиш честитка со благодарност. Се замисли. Потоа се сврте кон мене со широка насмевка со лицето. Воопшто не помислив на тоа. А што ако е така? Што ако животот не е тоа што мислите дека е? Што ако даровите не се завиткани во убава хартија заврзана со панталка? Што ако даровите доаѓаат со трње? Ќе се избоцкате од трњето и кога ќе скинете дива роза, но опојниот мирис е вашата награда. Често пливаме спроти струите на животот. Струјата не турка неизводно, но ние пливаме спроти течението. Си исцрпуваме и ни доаѓа преку глава, но најпосле се разболуваме. А најиронично е тоа што ништо од тоа што го посакувате не е спроти текот. Се е неизводно. Понекогаш, се што треба да направите е да дозволите да ви одведе текот на водата. Животот не е лесен, но едноставен. Ако ги разбирате правилата, станува полесен. Толку е едноставно.